Најпрво им благодарам на прашањето и на интересот на ТВ+. Промоцијата беше на 23.12. во Занетчиски дом и бидејќи во светски рамки и тоа во развиениот свет, активни луѓе има најмногу 15 до 20%. А кај нас во Македонија процентите се минорни, 3 до 4% активно живеат луѓето. И наискрено речено, значи тука лежат сите проблеми, бидејќи не постои модус друг, или се живее активно или се живее пасивно. Тоа е, за почеток би ви кажал дека активниот начин на живење подразбира, значи, човекот да биде активен и ментално, и физички, и духовно. Значи, се бара од секој од нас да имаме ментална хигиена, да имаме разиграна и распеана, би рекол, популарно така, душа, активна душа, и да сме физички активни. Кога ќе се тие три компоненти соединат, тогаш човекот може да се каже дека е свој на свој, односно дека го живее животот, односно дека живее, а не да одумира. Бидејќи постои една поговорка многу позната од Ајнштајн, и како да живееме, никој не може да се спасиме од животот. Меѓутоа, целта ми е во одговорот да ви кажам дека не може човек што живеел пасивно со нагли преврати да се префрли во активен начин на живење, а не може и човек што живее активно да го смени системот, јас би рекол методот на живење, бидејќи со тоа го доведува директно и најсилно го загрозува, значи, своето здравје. Бидејќи се поаѓа од менталната сфера, од главата, од мозокот, значи мора да сватиме зашто ќе се определиме во животот, треба константно, консеквентно и доследно да бидеме, значи, тие што ќе го работиме тоа што сме го на некој начин започнале. Не може да правиме преврати или пресврати, бидејќи тоа скапо кошта. Редовната спортска рекреација, како што стои во самиот назив, ги зголемува севкупните перформанси, односно способности на секој човек. Само за илустрација ќе ви кажам дека човек од 60 до 70 години, значи, кој е физички активен редовно, значи, тој има способности и ментални, и физички, и душевни на личност од 30 години. Тоа може да го потврдам и со собствениот пример, бидејќи 42 години рекреирам и нека не ми замери по широката публика. Кога зборувам за себе, ќе се трудам да ме разберат дека зборувам за нив, за публиката, а не за себе. Значи, 42 години редовна рекреација и имам редовни прегледи во Систина и сакам да ви кажам, секоја година се прегледувам и тие според нивните стручни обсервации, рефлексии и испитувања викаат, значи, тврдат дека моите психофизички и ментални способности се на тоа ниво двојно како да сум помлад, за што им благодарам. Меѓутоа, тоа бара многу вложување, многу читање. Значи, тука би додал и следново. Човек што чита барем по 30 минути дневно и што се движи по 30 минути дневно, докажано е, значи, сите научни центри во светот, попознати од Америка, Англија, Франција, тврдат дека само со читање 12 години се продолжува животот. Значи, само со читање. Таа ментална гимнастика, сакам да кажам, мора да е редовна. Без тој збор ништо не правиме. И физичката активност мора да е редовна. И покрај ова што го споменавме во разговоров, многу е битно човекот да е позитивен. Значи, да е позитивна личност и да комуницира. Значи, да не биде интровертна личност, туку да биде екстровертна личност. Секогаш да биде подготвен да помогне, да разбере, да свати и на некој начин не да дели некои непотребни совети без да го прашаат,
туку да ги потсетува луѓето дека додека живеат мора да ги подобруваат своите квалитети во секој поглед од секој аспект. Постојат два система во главно за поширокиот аудиториум, би кажал, како што реков пред малку, постои пасивен, би додал и полупасивен и активен начин на живење. Некој вика начини, јас не се сложувам со тоа, велам методи, бидејќи секој што живее треба да си создаде свој метод, методологија на живење. Тоа значи, да речеме, ево, јас кратко ќе ви кажам, како што реков пред малку, да не се повторувам, значи кога зборувам за себе, ќе се трудам за целата популација да зборувам. Јас работам според една Samsung Health апликација на мобилниот телефон и секој втор ден, ќе почнам од последното, пешачам околу 2,5 часа со променлив ритам и променливо темпо, значи побрзо, поспоро и така натаму, у горници, у долници, равен терен и така натаму. И секој пак друг дел, втор ден, па трчам. Значи, и во тоа трчање, сега јас сакам да кажам дека тука се земени во предвид и сила, и брзина, и издржливост, и окретност, и скочност и така натаму. Значи, во тоа трчање, веќе сум во пензија од лани, 68 години имам. Значи, сакам да кажам дека тие активности што ги имам, тие се поврзани меѓу себе. Тоа трчање подразбира склекови, полусклекови, например, би ги охрабрил сите, затоа ги спомнувам. Не е битно, јас за мене не сакам многу да зборувам. Многу добро знам што сакам да кажам, значи би ги охрабрил сите дека кога јас на мои години можам да правам по 470 до 920 полусклекови и склекови, и тоа е последно, како што реков пред малку, и кога можам со сите да бидам позитивен во разговор и да ги испочитувам сите до максимални граници, значи сакам да кажам дека менталната гимнастика ми е на прво место. Мора човек да чита, ево месечно, да не одам, годишно ќе кажам. Значи 100 до 150.000 страници минимум прочитам, и тоа без некој да кажам ултиматуми да си поставувам самиот на себе. Туку тоа го правиме сите што го прават од големо задоволство и потреба, значи да човекот да се осознава, значи да сваќа некои нови работи. Додека сме живи учиме. И тоа што ќе го учиме или тоа што ќе го напишеме, ако остане затворено, значи ништо не сме направиле. Јас имам библиотека од 4000 книги. Значи тие книги ако не отидат меѓу луѓето, значи да прошетаат, да ги прочитаат луѓето, да ги разгледат и така натаму. И овие разговори ако не отидат меѓу луѓето, и оваа литература што ја пишувам ако не отиде меѓу луѓето, значи ништо не сме направиле. Целта на вашето прашање, ви благодарам за него, е да ми дадете до знаење дека морам да се трудам на секој чекор обврска, тоа е на некој начин, да им помагам на луѓето со подсетување. Што викаше мојата бабичка, не да им солите памет, вика, јас и во таква професија отидов. Ама подсетете ги дека, тогаш сте им вистински пријател, подсетете ги дека мора да живеат поактивно. И со читањето, значи, она беше малку била во Румунија, во Романија, таму, она викаше во Влашко сум била, и беше понапредна од другите. И викаше, нема спас, значи, од читање, нема спас од позитивен разговор и нема спас од движење. Значи, мора да се движиме. И ви реков на почетокот, многу малку сме активни, 15 до 20% во светот се активниот свет е застапен, а ние сме 3 до 4, најмногу 5%. Значи, мора да разбереме дека ево имаме и епидемија, пандемија, сега имаме и така натаму. Како ќе побегнеме од тие моменти? Јас можам да ви набројам 20-30 автори кои најплодни станале за време на пандемија. Најмногу пишувале, најмногу рекреирале, најмногу спортувале. Сега е шанса тоа да дојде до потполн израз.
сите овие спортови што се наведени во книгата, значи се заради тоа да секој се пронајде сами од себе за што е талентиран. Значи што вика народот од Бога определен за што е. Сега возењето, ролшо и велосипедизмот го спомнавте. Велосипедизмот е, да речеме, и за аматери, рекреативци, и за професионалци. Меѓутоа, тоа е спорт со седење. Значи, треба човекот и што вози велосипед, значи да се сети дека треба да го одмори велосипедот и да оди, да трчи, да се движи. Значи, велосипедот е заменлива категорија, а одењето, пливањето, трчањето, ево мојот рецензент на првата книга Александар Керковиќ има скоро 100 години и се уште оди во базен, плива и така натаму. Значи, тие луѓе се еклатантен пример зошто ги наведувам. Затоа што во нашава средина, сигурен сум дека ќе се сложите и сите ќе се сложат, дека недостасува позитивен личен пример. А имаме многу, за жал, лажно представување и лажни вредности и така натаму. Меѓутоа, тоа не сакам да обрнам внимание, сакам посебно да акцентирам дека многу недостасува позитивен личен пример. Децата, јас како педагог бев 45 години, значи децата не те ни слушаат што им зборуваш. Ево и мојата ќерка морам да спомнам да ја поздравам, е благодарна на моето воспитување. Не е важно толку образованието колку што е воспитувањето, каква личност ја создадеме. Она е сега професор на финки, предава информатика. Значи, сакам да кажам дека оној што не воспитува, оној што не се грижи за другите луѓе, не се грижи ни за себе. И ова што како прашање би го формулирал завршно, значи со една реченица, една единствена реченица. Секој треба да проба, да се опроба во 10, во 5, во 15 спортови ако треба и да се пронајде за што е талентиран. Затоа, значи, им препорачувам на сите никогаш да не се откажуваат од тоа да бидат активни луѓе, бидејќи постои активен, полупасивен и пасивен начин. Четврта работа нема. Значи, мора да се определиме овдека на нашиве простори да бидеме активни ментално, да бидеме активни духовно, весела душа, разиграна душа, физички да бидеме активни, одење, пешачење, значи, трчање, возење велосипед, возење ролшови, ролери, играње тенис, играње одбојка. Тоа со модифицирани игралишта можеш дома да направиш, да речеме, едно игралиште модифицирано кратко, ќе ставиш еден конец и можеш со најблиското семејство, значи со нив да играш одбојка или било што. Меѓутоа, како да ги одбегнуваме тие, сметаме дека е тоа непотребна работа и ги одбегнуваме тие активности кои живо значат. Јогините пранајами практикуваат, тоа се вежби за дишење и ставови, асани. Тука е многу битна и медитацијата. Значи, имаме неколку видови на дишење, вака кажано прецизно, ама и побрзо, да не навлегуваме предлабоко. Например, жал ми е што многу од женскиот род, јас сум, значи, сопруг и плюс татко на ќерки. Значи, дишат на раменски дел, бидејќи брусхалтери, стегнати се, и тоа дишење на раменски дел, само со кислород го снабдуваме горниот дел на телото, а не е доволно снабден долниот дел на телото. Потоа имаме некои, како да кажам, билдери мажи кои делуваат пеливански малку и дишат на градниот кош. И тоа не е добро, тоа е добро за првиот дел од животот. А за втората половина од животот мора да се усоврши диафрагмално дишење. Значи да дишиме автоматски на диафрагма. Што значи тоа? Тоа значи кога ќе вдишиме воздух, тоа се вежба, значи тоа не може да се прифати и да се усвои одма. Најмалку се вежба 6 месеци. Значи кога ќе земеме воздух, кога ќе вдишиме, треба стомакот, значи да се испакне. Кога ќе испуштиме воздух обратно. Сакам да кажам, значи да нагласам дека функцијата на мозокот, а тоа е командант
на целото тело, оттаму поаѓаат сите команди. Значи, 30% од кислородот што го вдишуваме го користи мозокот. Значи, мозокот има постојана иста количина на крв, која не се менува, меѓутоа треба да е секогаш оксидирана, да има нон-стоп кислород. И најпросто, наједноставно кажано, значи, ако не дишиме правилно и ако не обрнеме внимание на дишењето, а тоа се постигнува и со медитација. Например, навечер пред да легнам, јас сега посебно практикувам медитација. Не е тоа тешко. Ќе земеш воздух 5-6 секунди, ќе го задржиш 5-6 секунди и 5-6 секунди ќе издуваш како да гасиш, да речеме, 4-5 свеќи, полека да ги угасиш. И тоа го повторуваш 15-20 пати и кога ќе легнеш, ќе спиеш како јагне. Значи, стварно, навистина, реално е ова што го кажувам, секој треба да проба, да види во што е проблемот. Друго, ме подсетивте, ќе ме молам за дишењето, ме прашавте. За имунитетот и за сон. Сонот мора да има неколку фази во текот на ноќта. Јас исто на апликацијата имам, значи, точно вметнато, кажува кога сонот е како што треба, кога не е. И ми се случува на 15-10 дена, 10 до 15 дена, да имам испрекинати секвенци од сонот. Меѓутоа, ако тоа дојде како информација, јас знам што треба да правам и тоа се елиминира после. Значи, 8 часа сон мора да има, да се разбереме. Не треба, може, не може. 8 часа човекот мора да има сон за да биде утредента способен, со енергија исполнет, полетен, значи да може да ги врши сите работи со елан, со задоволство, со песна, што вика народот. Сега ние можеме некогаш да речеме, јас си бележам колку имам сон неделно, па затоа го спомнам, го препорачувам на сите. Бележам тамо, имам еден календар и точно бележам. Значи, мора да водиме сметка. Ако денеска сме спиеле 5,5-6 сата, утре мора да дојдеме во ситуација неделниот сон да биде над 7,30 часа. До 8 тука некаде. Така што, сонот е незаменлива категорија. Значи, ако човек не се одмори, ако не се опушти, ако не се релаксира, значи, не може утредента да функционира. Тоа е. И последното беше за имунитетот. Имунитетот, да ви кажам, луѓето не знаат. Например, мора да се внесуваат, таму има наведено во книгата, сега да не навлегувам, пак ќе речам во длабочина, витамини, минерали. Сакам да кажам, ево, доволно му е еден обичен човек навечер пред спиење, едно мало авокадо, не авокадо, киви, да не идеме, тоа е поскапо, едно мало киви или 2 мали киви, едно големо киви, значи дневната потреба од С витамин е задоволена. Тоа може се направи наутро. Потоа, сакам да кажам веднаш, што вреди човек да седне и да јаде само, а да не знае што јаде. Значи, треба. Тоа сум го во Австралија, кога бев 22 месеци, го прифатив од кинеските мудрости, значи од тие Конфуцизам и Лао Це. Вика, кога седнеш на маса, треба да знаеш дека 50% од храната треба да ти биде зеленчук, после ќе додадеш и овошје, да дојдеш до 50%, а 50% друго. И не треба се претерува во месо и така натаму. И овдека што не сме осознаени што смета, што му отиде некој во пензија, луѓето веќе сите мислат, и јавните гласила, и луѓето, не мислам тука на прецизно на вас, бидејќи прв пат сум кај вас, сите мислат дека човекот е, што? Категорија стар. Срамота е голема, ненадомеслива штета во развиениот свет на човек под 75 години да му спомнеш дека наликува на стар, а не дека е стар. Посебно ако е физички, ментално активен. Значи, тоа е срамота, да не речам дури до граница на брука. Зошто? Затоа што луѓето што водат сметка за своето здравје, тие се редок сој на човечкиот род. А имаме и редок сој на човечкиот род кој не води сметка за ништо. Значи, не треба алкохол, не треба никотини, не треба... Јас често се шегувам кој ќе сетам познати луѓе. Нема... Викам, подобро црно чоколадо. А он ги запалил, ги активирал цигарите. И он се насмее, вика, во право сте, професоре. Значи, тие пороци треба да ги откажем. Јас и во книгата имам наведено, едно време пушев. Меѓутоа,
сватив дека тоа не води никаде. И дојде од една ситуација, значи нагло да прекинам и да се занимавам со ова што се занимавам. Значи не може да бидеме ние светци, светците се на небото. Меѓутоа, секогаш треба да прифатиме нешто што е позитивно. И во тој однос мислам, ево се трудам, луѓето сами ќе кажат колку успеваме, значи да ги потикнам. Значи многу е битно да го некого подбуднеш, да го потикнеш, да го охрабриш, да стане посмел, да го смени системот, методот на живење. Посебно ми е жал за младата популација. Значи, и јас сум бил во тие години, ги сваќам. И брзо возење на мотори и на коли. Никогаш не се лутам на никого. Пушење, пиење, алкохол и така натаму. Меѓутоа, се во свое време. Секогаш треба, како што одат годините нагоре, јас велам обично да се купат едни ножици од метар и нешто и само штрак да се исече тоа што не треба да се отврли на страна. Тоа е тоа. Не може човек да зборува за добро здравје ако е под постојан стрес. Значи, стресните состојби се први чинители негативни за да почне да паѓа здравјето и да се појавуваат болести. Например, ево, од стрес, од нечитање, морам да ги поврзам работите, и од неактивност, има жени, женскиот пол би го третирал прво, со една научна мисла, дека заболуваат од тешки болести, од рак на дојка, не знам, од слични некои проблеми. И сум имал директни контакти со такви колешки кои ги прашам, едноставно, прво ги прашам, значи, ова што ми поставите прашање за елементарните работи, за фундаментот. Викам, дали пиете доволно вода дневно? Значи, тука го фаќа ми имунитетот. Вика, во последно време, неколку месеци, не, вика, и не може да се сети. Значи, недостигот на вода е првиот ризичен и негативен фактор кој предизвикува најтешки болести. Значи, мора да го хидрираме организмот. Нехидриран организам, значи, ако не е хидриран организмот, тоа е потенцијален кандидат број 1 за болести. Друго, овошје, зеленчук, сон, многу треба да внимаваме и за овие надворешни влијанија, тука е наведено во книгата, како треба да се однесуваме и во однос на исхраната, и во однос на физичката активност, и во однос на хидрирањето, кога, например, дува ветер, кога е магла, кога, да речеме, врне. Психата на човекот е многу променлива категорија. Значи, човекот мора да се едуцира, да знае како треба да се заштити од сите елементарни непогоди и од некои изненадување. Например, наеднаш падне температурата, ево се очекува овие 2-3 дена ќе падне до -10 и така натаму. Треба организмот да е подготвен. И луѓето треба да сватат дека треба секогаш најдобар модус е слоевито облекување. Не ќе облече дебели джемпери, не знам, капути, не. Слоевито. Ако ти треба топлина, еден слој повеќе. Ако ти треба жешко ти е, топло ти е, неподносливо ти е, вади еден слој или два од себе. Значи, мора да се научиме на слоевито облекување. И некои тврдат, ево јас сум разговарал во последно време со многу луѓе кои викаат сите болести доаѓаат од нозете. Ајде, викам, јас мислам поинаку, дека сите болести доаѓаат од стресната состојба, односно од главата. Ајде, вие ставете главата во ладна вода 5 минути, јас ќе ги држам 1 сат нозете, да видиме кој ќе има поголеми проблеми. Така што луѓето одма се откажат од понатамошни, да речеме, дискусии и убедување и разубедување. Сакам да кажам, се тргнува од главата. Ако човекот е оптимист, ако тој верува во себе и верува во луѓето, значи татко ми Бог да го прости, викаше, најголема вештина е човештина. Значи, ако се однесува он човечки, добронамерно, ако е хедонист, ако ги сака луѓето, значи, ако ги сака животните, ако го сака растителниот свет, значи, ако сака да прошета, ево, имаме тука наведена една ситуација, така наречена шумска терапија или капење во шумски воздух.
Доволно е дневно 25 до 30 минути да излезе секоја девојка, секоја жена да излезе да прошета, сите стресни состојби ќе ги елиминира. Буквално не 90-80%, нема да употребува процент, сите ќе ги елиминира. Затоа што зборот редовно, што викаше мојот пријател Колозов, да го спомнам, Бог да го прости, викаше и мајка и татко е на се. Редовно да се храниш, редовно да спиеш, ама не вика како мене, ама и редовно да шеташ. Јас пред да почне емисијата ви кажав, значи некогаш се случува да работиш макотрпно, тоа луѓето што работеле знаеш за што зборувам. Да 7-8 месеци да работиш и на крај да дојдеш до корпата за отпадоци и да ги пуштиш сите листови со мирна душа, затоа што знаеш подсвесно, значи и надсвесно дури, дека можеш подобро да направиш нешто, дека можеш да бидеш покорисен за широката популација, бидејќи јас, ако сум седнал, јас сум размислувал за некого да има користа. Така што ми беа потребни 6-6,5 години, односно дури до скоро некај 7. Меѓутоа, и првата книга што ја напишав стручна научна, што беше оценета како светска реткост, и толку ми одзема време. Не може, што викаше, исто ќе го спомнам еден мој пријател во Австралија, италијанин, не може, вика, да земеш мистрија и све во животот со мистрија, замачка и бегај. Вика, мора да седнеш, вика, и вика да избие температура, топлота на столчето, да не можеш да седиш, вика. И тука би спомнал исто и на него. Тој ми викаше тоа, ја му кажав друго. А тоа важи посебно за нас во Македонија. Тоа секој човек, за женските, значи за жените, за женскиот пол, секоја чест. Тие дома, стани, седни, дигни, носи, качи, симни, влечи, значи да тие им честитам. Меѓутоа на тие од мој пол им кажувам сосема јасно, гласно и крајно добронамерно. Дневно не смее никој да седи во седечка положба ни минута подолго од 3 сата, од 3 часа. А ние сме и телевизија кога гледаме, да речеме, и тука стрес, тука се набива стрес. Значи, не можам ја да гледам цел ден телевизија. А ја кога ќе поминам, да речеме, по градот и кога ќе прашам некој, мислам, тоа е ужас. Не можам да сватам како може цел ден некој да гледа телевизија. Јас сакам да погледам. Телевизијата е информативно средство, одлично. Меѓутоа не може да робуваме на ништо. Така што оваа книга, затоа и ја пишував, за да се откажеме од некои лоши навики. Имам трчано маратони, прво да кажам на страна каде, во Копенхаген, во Малме, во Хелсинки, во Сиднеј, во Мелбурн. Значи, имам трчано доста на страна. А овдека во Македонија и на просторите на бивша Југославија, кои ќе се соберат сите вкупно, се 126 полумаратони и маратони. Потоа бев скоро 11,5 години, бев фудбалер, тогаш беше полупрофесионално, го сметаа за професионалност. Значи, бев активен и после кога заврши, тука грешат најмногу, кога завршат со спортска кариера, луѓето и после млади почиваат, умираат. Престанат, повеќе вика, ја не сум тоа што сум. Јас одма продолжив со маратони во Охрид, 90, 91 и 92 година, 3 пати бев првак во својата возрастна категорија. Така што, значи, тоа што пишува тамо во книгата, покритие има само со активен систем и метод на живење. Значи, после фудбалот, одма трчање. Сум бил на многу ноќни трки, на телевизиски кросови, на синдикални кросеви, на трки на опсе, планински трки, не се ни сеќавам веќе каде и што и колку. Меѓутоа, ова го кажувам од една единствена причина и ги молам сите гледачи, значи да размислат од една единствена причина, да го сменат начинот на живење. Значи, ако не друго, значи биди малку од малку поактивен од тоа што си бил досега. И продолжи така. И телото само ќе алармира, јас обично велам ќе телефонира, ќе ти каже, кога ќе почнеш поредовно да се движиш, да одиш, тоа ќе бара уште. И не мора да претеруваме. Претеризмите не ги сакам и не ги почитувам ни најмалку. Меѓутоа, зборот редовно останува во прв план. Значи, да се продолжи со физичка активност редовно. Значи, тоа е мојот апел до сите и верувам дека
пошто сите ми се добри пријатели дека ќе ме послушаат.